Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето шестото издание. И Данс е Макабре сериозно го третира само зададеното задолжение да биде отворен прозорец кон светската култура, така што не само што ја промовирам домашната филмска и музичка сцена, сметам дека е потребно да погледнеме што се случува од другата страна на оградата, да опочувствуваме пулсот на светот и да откриеме какви творби се застапени на светската филмска понуда, за да бидеме конкурентни на истата, доколку сакаме да имаме удел врз културното поле на планетата. По тој повод, се обидувам секоја година да отстапам место во емисијата за 4 најзначајни филмски фестивали во светот, односно 4 Гранд Слема, ако повеќе милувате, Саннес, Берлинале, Кански и Венеција, иако признавам дека Венеција ја запоставувам од 4, бидејќи се поклопува со паузата на емисијата, но на останатите 3 и тоа како им обрнувам внимание, со оглед на тоа што голем дел од најомилените филмови во годината се селектирани токму таму. Првиот од големите фестивали се одржа од 23 јануари до 2 февруари во Парк Сити, Јута, односно во текот на емисијата ќе ви говорам кои филмови имаа свое премиерно прикажување во и вон надпреварувачките селекции врз основа на впечатоците на моето истражување и американските колеги критичари кои што имав можност да ги слушам за да ги соочат нивните пред се согледби за погледнатите филмови. Така што останете вечерва со Канал 103. Ќе следува и тоа како значајна емисија со своје јубилејно издание. Оваа емисија започнаме со Like the Beating of a Heart и Melbourne May I, односно две композиции кои се наоѓаат на новиот студиски албум на швеѓаните The Night Flight Orchestra, односно станува збор за еден модерен, меѓутоа сепак AOR бенд, и од кој нивниот нов албум Give Us the Moon ќе може да слушнеме уште една композиција во продолжение, односно творбата Runaways, па потоа се враќам повторно во етер да ви говорам за филмовите кои беа застапени на овогодишното издание на Саннес. Данс е Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста, за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером имаме закажано полноќен танц со смртта по 600 пат. Јас сум Златко Ѓелеска, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Sundance 2025 година, Парк Сити, Солт Лейк Сити во Јута, 23 јануари до 2 февруари, првиот од 4 фестивалски гиганти во годината, кој ќе го има едно од своите последни изданија во Јута. Имено се планира да се спроведе нов избор на место за заседување на фестивалот, кој го основа Редфорд во 1981 година, кој потенцијално ќе остане во Јута или ќе се пресери во Болдер, Колорадо или Синсинети во Охајо. Меѓутоа тоа би се одвивало 2027 година. Стандардните селекции за фестивалот заседава и оваа година, односно американската драматична и документаристика, светската драматична и документаристичка селекција, потоа прогресивната Next селекција, полноќната хорор селекција, бројни премиери вон компетиција, ретро остварувања, епизодно прикажување на ТВ серии, како и селекциите на кратки филмови, односно американски, светски, анимирани и документарни, кои беа наградени од жирито, од публиката со технички награди и од специјални награди од жирито за особени достигнувања. Мислам дека имало помал број на прикажувања, имаме оваа година помали суми за покалкулирано купување, кај што Neon и A24 бираат 1-2 филма, а поголемите студија не купуваат, односно не гледаат некаков потенцијал за широко распространување на 2000, 3000, 4000 киносали нови филмови, што беше доста чудно. Малку помалку време имаше оваа година, а дел од нив ќе замрат тука, ако не
е некаков, ако не се случи некаков скок, како што тоа беше во минатото, кога, например, излегуваа имиња кои беа предводници на американската независна сцена, кои токму на Sundance ги имаа своите премиери, што не знам дали така ќе биде и оваа година, барем не од овие филмови на хартија гледано. Меѓутоа, морам да напоменам една тенденција која ме вади од кожа секоја година кај филмовите кои конкурираат, а тоа е дека се неспособни да состават постер за филмовите, што е врвен аматеризм според мене, кој не го допуштам јас лично кај студентски филмови, а не пак кај селектирани филмови од А категорија. За таков фестивал знам дека сакаат кога ќе бидат откупени правата да имаат простор да шлакнат лого од Neon или од N24, меѓутоа не може да пријавиш филм само со стил и без постер. Според мене тоа е брука и тука ќе ги пофалам сите македонски учесници на Sundance кои имаа готови постери на располагање месеци пред фестивалот, така што тука сме светлосни години пред останатите и мене ми ја отешнува работата искрено кога го правам муралот, затоа што ќе погледнете сцена и врска немате од кој филм е таа сцена. Затоа ќе им се заблагодарите на странските продукции кои секогаш се попаметни од другите, некога ќе прават постери, меѓутоа тоа го чуваат за другиот квартал по продажбата на филмот, што е тешка глупост според мене. Поглед на селекцијата на американските драми. Ќе го издвојам Атропија, во режија на Хейли Гейтс, односно во него глумат Алаја Шокет и Колум Тернер. Гваданиньо го продуцира овој филм, кој се вини и Чаном Тейном се оспоредни улоги за една воена сатира за истоимениот град, наменет кој е за изведување на воени игри, дебитанско оспарување на Хейли. Ова не гледам дека има купец филмот за дистрибуција, што не говори баш добро за победник во една селекција, кој може би бара подобра стратегија за разработување на својот пласман, односно да не биде Don't Look Up ситуацијата како што тоа беше во минатото. Односно, филм за млада актерка која се заљубува во војник, во ова условно, ајде така да го наречеме, ларпање, односно симулирање на војна во воен тренинг центар. Еден од најизвиканите филмови на овој фестивал. Потоа во американската селекција се прикажи Bubble and Squeak во режија на Еван Тоуи, чие сценарио се наоѓаше долго време на озлогласениот Blacklist, односно листата на најдобри непродуцирани филмови. Филм кој што содржи абсурдизам кој преовладува во него за двајца младоженци на меден месец со Химеш Пател и Сара Голберг кои шверцуваат зелки. Дейв Франко и Стив Јеон се појавуваат исто така во овој филм. Потоа Бани Лавер во режија на Катарина Зу, која си глуми во својот филм, не само што го режира и пише сценариото, која глуми кем девојка, односно девојка која се снима на незината камера на компјутерот, која се обидува да излезе од токсична врска со клиент, паралелно додека се обидува да ја возобнови врската со незиниот татко. Исто миленикот зајак, така што ќе почекаме да видиме што ќе се случи со него, со оглед на тоа што барем колку што може да забележам дека е инволвиран во некаков си преспред во филмот, иако моите колеги констатираа дека смета дека делува недовршено овој филм, односно со отворениот крај. Потоа Love Brooklyn, режисерско струјање на Рейчел Ебигел Холдер. Андре Холанд глуми во овој филм, во кој тројца жители од Бруклин во различни фази на животот се пресретнуваат, односно ги може да забележиме како екзистираат во Бруклин. Ова е една ода на градот, односно ода на Нью Йорк, какви што мали филмови од секојаш имало на Sundance, кои духот на градот и времето го опфаќале во најдобар можен начин. Очигледно дека оваа година ќе биде тоа Love Brooklyn. Омаха во режија на Кол Вебли, Џон Магаро збира неговите деца и прави роуд трип со нефтни сад по смртта која дошивува во фамилијата. Сценаристот Роберт Мачојан беше режисерот на The Killing of Two Lovers, кој ми се допадна пред неколку години.
кој исто така го рецензира во мојата друга емисија Видеологија. Меѓутоа, ова е еден од тие филмови реминесцентни за самиот Санденс, односно роуд трип филмови во кои што се сплотуваат животите на членовите на семејството и ги поправаат добките, односно мостовите кои претходно биле раскршени. Plain Clothes во режија на Кармен Еми е филм во кој што во 90-тите андеркавер полицајец се обидува да уапси геј криминалци во овој романтичен трилер, ама и самиот е вовлечен во квир заедницата. Потоа, Рики во режија на Рашад Фред се базира на краток филм кој што претходно Рашад го има реализирано, односно филм за живот на протагонистот по ослободувањето од затвор и негова реинтеграција. Sorry Baby во режија на Ева Виктор. A24 го купи за $8 милиони овој филм, во кој режисерката глуми во комедија по преживување на сексуален напад. Како тоа ќе успее да биде смешно, не знам, ама ете се случило во животот на режисерката, покрај неа во филмот глумат и Наоми Еки и Џон Керол Линч. Потоа Sunfish and Other Stories on Green Lake во режија на Сиера Фалконер е антолошка мелодрама од 4 лика кои живеат околу реонот на Green Lake, кој да мити бил полуавтобиографски исто така филм како и Sorry Baby. Потоа Twinless е последниот од американската селекција во кој што е режиран од страна на Джеймс Суини и е квир филм, една мрачна комедија каде што имаме зајубен во близнак на убиен лик кој го глуми самиот режисер, еден филм за самотијата, односно споени самотници од мажи кои што веќе имаат загубени браќа и во ова здружение за помош на претрпената загуба се заљубуваат. Во рамките на светските драми можам да ги напоменам Brides во режија на Надија Фал. Тоа е филм од Обединетото кралство за две девојки кои одлучуваат да ја напуштат Британија и да одат за Сирија. Секако дека тука мора да се напомене и домашниот представник, односно DJ Ахмет во режија на Георги Унковски, кој е во копродукција со Чешка, Србија и Хрватска. Филм за 15 годишниот Ахмет, кој се заљубува за прв пат во неговото родно село, глумен од Ариф Јаков, кој сака да биде диџеј и не му е померак конзервативното размислување на јуруците, работен за $1 милион во ова копродукцијска нишка, кому спрегата на младите и модерниот свет визави традиционализмот го препознаа колегите од Variety во Coming of Age приказна, каде концензусот е дека е филм наменет за поврзување на публиката со него, популистички, кој има универзални пораки кои очигледно дека ги разбрае на Sundance и затоа го награди овој филм токму од публиката. Голема радост представуваше тоа за мене и за сите љубители на нашата држава, со тоа што Мунко гостуваше во оваа емисија точно пред 5 години во февруари и редно време е да го продолжиме разговорот со него, конкретно за DJ Ахмет. Меѓутоа, ако сте заинтересирани што се случувало во неговата кариера пред да го сними долгометражното деби, тогаш би ви иницирал да ја преслушате пред се емисијата во која што тој гостуваше и говореше за неговите краткометражни изданија. Потоа во светските драми ќе може да ги погледнеме текот на годината Луз во режија на Флора Лао. Тоа е копродукција меѓу Хонконг и Кина, помеѓу потрага по сопствената ќерка и постојање на виртуелен свет во кој се кријат тајни од реалниот, и исто така уште еден филм кој што има Camgirl, односно онлайн секс работничка, каде има родител која бара од како ќе излезе од затвор и обид за поврзување на самотници. Меѓутоа, овој филм и останатиот филм кој што поврзуваше Camgirl може вода да им носат на хорор филмот Cam, кој и тоа како има подлабоко значење според критичарите, кои што како што може да слушнам со оглед на тоа што него го издвојуваат и овие филмови можно е да бидат заборавени во неговата сенка. Cactus Pierce во режија на Сабар Бонда и Рохан Парашурам Канаваде
комбинација на копrodukција од Индија, Обединето кралство и Канада, прв филм на индискиот јазик Марати, за маж кој се враќа во родното место и повторно се заљубува во една познајничка од неговото детство. Потоа во интернационалната конкуренција исто така се и Сауна, во режија на Матијас Броје, од Данска, каде вработен во геј саунас има секс на неговото работно место со клиентите, се заљубува во транслик кој што ќе му го комплицира љубовниот живот. Потоа прикажан беше во оваа селекција и Сукван Ајланд од Владимир Д. Фонтере од Франција, исто како и The Things You Kill во режија на Алиреза Катами од копродукција на Турција, Франција, Полска и Канада, каде професор Осад е револтиран на смртта на неговата мајка, па со помош на градинарот бараат начин како да дознаат дали е вмешан неговиот татко во оваа мистерија која што се сведува убиството. Опасен пресрет имало кој наводно бил исилен во овој крими трилер. Two Women во режија на Клое Робин Шо е канадски филм, режисерка на Сара Преферс ту Ран, за две домаќинки кои става во прашање нивните бракови, што мената почне собствена љубовна афера, односно ова е филм кој што е ремейк на Two Women in Gold во 1970 година, односно тоа е комедија на Клод Фурние која е ремейкувана од страна на Клое. Потоа во интернационалната конкуренција беа и The Origin of the Quarry Lake во режија на Лаура Касабе, во аргентинско-шпански мексикански филм. Три девојки од преградието на Буенос Ајрес се заљубуваат во Диего, од кој највозрасната има најголеми шанси да биде со него, наводно. Овој филм исто така привлече светската јавност токму поради фантастичните елементи кои би требало да ги поседува, и Where the Wind Comes From е режисерско сторување на Амел Гулати од Тунис, Франција и Катар, каде пријатели од детството прават роуд трип за да учествуваат во надпревар кој би им овозможил да мигрираат во Европа, ама при тоа си ги тестираат границите на пријателството. Ќе напомнам неколку филмови за кои се дигна прашина од американските документарни филмови, од кои што еден од нив беше награден и Андреј за Нидиот од Тони Бена. Покрај него се истакнува и Марлин Метлин, односно Not Alone Anymore, во режија на Шишона Стен. Станува збор за живот и делото на главната актерка од Кода, со оглед на тоа што и самата режисерка е глува, односно со овој хендикеп, се заокружува една приказна за која ги поврзува за животните искуства, и ќе ги излојам одличните The Perfect Neighbor во режија на Гета Ганбир. Го потенцирам заради тоа што е одличен, бидејќи само на хартија делува дека е привлечен за гледање, каде во прашање е убиство на еден сосед на друг, случај расветлен од различен агол, каде што се комплетиран од користење на снимки од камери на телата на полицајците. Значи така се гради нарацијата, ќе игра и на South by Southwest овој филм. Имало пријави пред убиството дека се нарушувал јавниот ред и мир од страна на соседката, која ги пријавувала на секоја во полиција децата дека се гласни на улица, сите ја мразат во населбата, дека е расистка. Меѓутоа, во еден момент едноставно ја прелева чашата и ја го убива својот сосед. Сам поджанр true crime станува, и тоа може да се забележи и на изборот на филмовите и неговото застапеност на Sundance, со оглед на тоа што се користи бодикем, си добива еден свој вид на уникатен пристап за составување на оваа приказна, и ќе го издвојам Predators во режија на Дейвид Осет, каде имаме филм за изнудување на педофили, со тоа што глумат дека се малолетни девојки тие кои им пристапуваат за да ги бидат заробени, односно ова е документарен филм за сето тоа што се случувало во култната емисија To Catch a Predator во САД, односно тоа е првиот дел воведот во овој филм,
Вториот дел се однесува на јутјубер односно вториот чин се однесува на јутјубер кој ги носи клиенти во мотели и еден вид на копикет на оваа серија, и последниот ја затвора приказната со водителот Крис Хенсон на To Catch a Predator, кој True Crime серијата која што беше актуелна во 2000-тите. А од светските документарци ќе издвојам исто така неколку наслови, од кои што еден од нив е 2000 метарсту Андривка во режија на Мстислав Чернов, односно тој е украински филм. Ова е режисерот на 12 Days in Mariupol, кој снима уште еден документарен филм за војната помеѓу Русија и Украина, каде се приклучува на украинскиот одред. Frontline и Associated Press го дистрибуираат овој филм. И ќе ги издвојам Картум во режија на Ана Саад, Равид Алхак, Ибрахим Снупи Ахмед, Тимеа Мухамед Ахмед, Филкок Судан. Едноставно ова е копродукција на Обединетото кралство Германија Катар, филм кој го опишува конфликтот на војниот конфликт во Судан, каде се даваат на овие 5 мина кои ги напоменав мобилни телефони и им се дава да снимаат со нив континуирано и на крај да се соберат сите снимки кои ги имаат направено и да се конструира една слика, еден мозаик на ова држава токму преку овие снимки на обичните граѓани на Судан и ужасите кои ги гледаат и како го доживуваат Судан низ нивни очи, односно низ окото на камерата. Потоа Мистер Nobody Against Putin во режија на Дейвид Боренстин, данско-чешка продукција, учител кој води евиденција како неговото училиште станува центар за регрутација на среде воената пропаганда на руско-украинската војна, и Прайм Министер, да го напоменам, во режија на Мишел Валаше и Линдзи Удс, односно ова е филм за како премиерката на Нов Зеланд се справи со пандемијата и успеа да се извори да ја заштити нејзината држава за разлика од сите нас и какви притисоци претрпела од партиските опоненти. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушаме композиции кои се наоѓаат на новиот албум на Hazard, односно The Third Dimension. Ќе ја слушнеме пред се инструменталната, најдобрата композиција која докажува за одличното музицирање и способно за тоа на овие моќни трешери. Потоа ќе слушнеме Kraft со композициите All You Can Kill и Bring Forth the Imperial Ghost од нивниот албум Uncommon Grounds, и ќе завршиме со агресивниот сегмент Boundaries кој ќе го предводат со нивниот албум Dead Is Little More со композициите Turning Hate into Rage и Darkness Shreds. Значи слушаме треш метал албум од Hazard преку композицијата Fell Omen, потоа слушаме прогресивните Kraft, кои што имаат армоникаш и саксофонист во нивниот бенд, и ќе завршиме со metalcore, deathcore бендот со моќните брейкдауни Boundaries. Потоа се враќаме во етер да ви говорам за преостанатите филмови од категориите на Sundance 2025 година. Со прегледот на филмовите од овогодишното издание на Sundance, во овој сегмент на емисијата сакам да биде фокусиран на премиерите, односно на филмовите кои го имаат своето премиерно прикажување вон четирите веќе напоменати селекции кои се во надпреварувачка категорија, односно ова се филмови кои и ги имаат своите премиери за да се добие на актуализација и на популарност пред се на самиот фестивал, но и од друга страна да бидат одскочна даска за нивната продажба, односно купување и дистрибуција. Еден од нив е The Alabama Solution во режија на Ендру Джерек и Шарлот Кауфман, американски филм, за препастувачки пред се филм за затвореници кои ги малтретираат нивните чувари и ги гледаме како скапуваат во самиците, работени со снимки од мобилни телефони во затвор од режисерот на Capturing the Freedmans. Потоа своја премиера имаше All That's Left of You во режија на Cherry and Davis.
германско-кипарска копродукција, троделна палестинска епопеја на семејство со дете кое оди на протест, кое се врзува со приказна на неговиот дедо, па скока приказната во животот на неговиот татко и бруталноста на 80-тите, со впечатлив продукциски дизајн и костимографија, со ова тригенерацијски скок пред се помеѓу членовите на семејството. The Battle of Wallis Island е во режија на Джеймс Грифитс од Обединетото кралство. Focus Features ги купи правата за овој филм со Кери Малиган, филм за добитник на Лото. Deaf President Now во режија на Найл Ди Марко и Гевис Гугенхајм, филм за протест во 1988 година на коледж. Apple го дистрибуира овој филм. Folk Tales во режија на Хайди Евинг и Рейчел Грейди, копродукција помеѓу САД и Норвешка, документарец за деца кои сакаат да научат да санкаат и овој начин на превоз и пренос на со помош на санките и кучињата и нивната поврзаност помеѓу човекот и животните. If I Had Legs, I'd Kick You во режија на Мери Бронстин, режисерката на Yeast. Роуз Бирн глуми во овој филм, каде забележуваме мајка која има еден многу лош ден и се препира до крајот на денот со нејзиниот терапевт на нејзиното дете. A24 го дистрибуира овој филм. Од една во друга катастрофа се случува во нејзиниот живот, која се грижи за дете кое е врзано за машина, кое до последен кадар не се гледа, се распаѓа нејзиниот кров, па има проблем за поправка на самиот кров. На самиот кров има една дупка во нејзиниот дом, налик дупката од телото на нејзиното дете. Значи, анксиозност пресликана на филм во низ женска перспектива, односно ако повеќе сакате еден женски филм, налик филмовите на браќата Сафти и браќата Дарден. It's Never Over, Джеф Бакли, во режија на Еми Берг, меѓутоа со оглед на скандалите кои сака да ги промовира Еми Берг, воопшто нема да го промовираме овој нејзин филм во оваа емисија, без разлика на тоа што е наменет за култниот музичар. Джимпа во режија на Софи Хајд е филм во копродукција помеѓу Австралија, Холандија и Финска. Тоа е авторката на Good Luck to You, Лео Гранде, со Оливија Колман и Џон Литго во главните улоги, каде имаме себејни тајни кои се обелоденети, имаме повеќе генерацијски средби на каде внуче со нејзиниот со неговиот дедо стапуваат во сооднос и колизија на нивните светогледи. Kiss of the Spider-Man во режија на Бил Кондон, авторот на филмската сага Twilight, каде Дженифер Лопес во неговиот најнов филм ќе глуми заедно со Диего Луна, односно пријателство на двајца затвореници, еден стрейт и еден геј, кои се познаваат во затворот. $20,5 милиони е буџетот на овој филм, кој има музички секвенции кои биле незапамтливи според критичарите, прескапе за нивните за студијата за да го купат, кој можеби и не е во дослух со ова време, и прашање е дали ќе ја најде својата публика или ќе биде ќе има машинерија која ќе стои зад него, налик Емилија Перес. Last Days во режија на Џастин Лин, човек кој што патува од племе во дивината за да ги разубеди да станат христијани, што се базира на еден трагичен вистински подвиг. Потоа Magic Farm, да го напоменеме, во режија на Амалија Улман од Аргентина, Сад во копродукција, односно Клои Севињи, овој пат во главната улога, која ќе треба да биде нејзино патување за Аргентина за да направи прилог за еден музичар, ама се облекува во други текови и дејанија за кризата која што владее таму, што е сосема доволно претенциозен филм за да биде откупен од Муби. Потоа Питер Хујерс Дей, Ира Сакс прави пресек на њујоршката сцена од 70-тите, во кој Бен Уиншлоу и Ребека Хол ги глумат фотографот Питер Хуџар и писателката Линда Розенкрац. 16 милиметарски филм, односно снимена филмска лента кој ќе игра исто така и во Берлинале. Потоа да го напоменам и Сали, уште еден документарен филм во режија на Кристина Константини, Нат Гео, мислам дека се продуценти за тајната љубов на првата космонаутка во Вселената.
Потоа Sly Lives, a.k.a. The Burden of Black Genius, Амир Квеслав Томсон го режира овој филм, кој го состави претходно документарецот за Црнечкиот вусток, а сега ќе го овековечи засебниот живот и дело на Sly and the Family Stone, односно предводникот Sly Stone од овој бенд. Onyx Collective го дистрибуира, бомбастичен филм, односно музичар со паралела помеѓу црнечкото движење и пред се навлекувањето на наркотиците на кои што Sly можевме забележиме и од претходни документарци дека ги милувал. The Stinger е режисерско сторување на Бао Нгуем за култната фотографија од Виетнамската војна со голото девојче и фрлениот напалм. Во потрага овој документарен филм е за фотограферот, односно за да добие кредит кој што го заслужува. Потоа The Thing with Feathers во режија на Дилан Саутерн од Обединетото кралство, односно ова е хорор филм во заседа за Бенедикт Камбербеч, кој што содржи тага во ова, се носи со тагата во оваа драма, каде што е татко на две деца кои се соочува со смрт на неговата сопруга, затоа што хорор е во заседа, затоа што Кроу е едно битие кое го демне и се раѓа од неговата загуба и тага и го следи и не му дава мир. Train Dreams во режија на Клинт Бентли е режисерско остварување американско, кој што претходно го има Клинт снимено од личниот Джокеј, со меѓутоа во новиот филм му глумат Джоел Еджертон и Фелисити Джонс и Вилијам Еич Мейси. Не заборавам, во Train Dreams прашање е работник на пруга на почетокот на 20 век, во периодот кога се ремислува светот и тој всушност се заљубува таму. Netflix фрлија пари за овој филм, односно го откупија од фестивалот и можеби ќе биде туркан за Оскаровци, како еден вид на Fever Dream на нараторот е доживеан овој филм. Од една страна е книжевен, од друга страна е тажен и се посочуваат тие Magic Hour секвенции кои се доста Теренс Маликовски со оглед на тоа што ако се направи некаква си паралела со неговите житни полиња и ова навраќање на Американа од почетокот на 20 век. Уште да напоменеме две филмски остварувања кои сметам дека ќе бидат значајни. Едното е The Wedding Banquet во режија на Ендрю Ан, кој го има режирано претходно филмот Driveways, кој важи за медитативен спорежисер кој нема биде таков неговиот нов филм во кој што глуми Лили Гладстон, која глуми во всушност ова е романтична комедија за понуден брак за зелена карта, за инвитро оплодување на партнерот, една одржувајќи корејска свадба, која е ремейк на филм на Англија од 1993 година. Blicker Street се дистрибутери на ова издание и PVS Himself, 4-часовен документарен филм на HBO, кој го режува Мед Вулф. Пол Рубенс го забележуваме од неговото детство, од квир заедницата на неговото училиште и кон крај скандалите во кои што тој е вовлечен во овој филм, од 40 сати интервјуа кои се направени со него пред да почине, иако во самиот епилог на овој документарен филм одбивал да учествува во криминогениот сегмент. Имате HBO голем број на вакви дводелни документарни филми од по 2 дела по 2 часа, како што ќе биде и овој филм за животното дело на PVS Himself, односно овој култен забавувач на малите деца од малиот екран во САД. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ќе слушнеме најекстремните и најагресивните бендови за вечерова, кои можам да ви ги најавам. Еден од нив ќе биде и бендот Confess, кој во соработка со Джордж Колиас го снимија нивниот албум Destination Addiction, од кој огромен број на композиции ми се допадна, меѓутоа ќе ги издвојам Slaughterhouse и Origami God за преслушување. Од овој треш метал бенд со грув влијанија и со одлични бластови. Потоа во продолжение ќе ги слушнеме Guts, кој го издадува нивниот нов албум Nightmare Fuel. Композиции од него кои ќе бидат представени се The War by Insects и Mortar, односно еден
death metal бенд со средно темпо налик Bolt Thrower и ќе завршиме со депресивен амбиентален black metal, односно Void of Hope и нивниот албум Proof of Existence, од кој ќе бие слушнале Inner Peace и Tettle. Односно слушаме Groove бенд со бластови Confess, како потоа и слушаме mid-tempo death металците Guts и Void of Hope, депресивните амбиентални black металци. Потоа се враќаме во етер да ви говорам за преостанатите селекции од овогодишното издание на Sundance. За самиот крај на емисијата преостанаа уште неколку селекции кои сметам дека треба да се обрне внимание, односно пред се најавангардните селекции на овогодишното издание на Sundance, како што една од нив е селекцијата Next, каде се прикажуваат филмови кои не може да се категоризираат во ниту една друга селекција, односно филмови кои имаат некаква прогресивна нишка, имаат нешто несвојствено, нешто авангардно во дали на сценаристичко, дали на формулаично рамниште, со тоа што се кршат одредени филмски конвенции и норми. Еден од нив е филмот Black News, односно Terms and Conditions, во режија на Кайл Джозеф, кој би требало и да оди и на Берлинале оваа година. Па имаше контроверза дека е пуштена тајна копија за новиот фестивал, па го купи компанијата Rich Spirit, па го забранија во селекција, па го пуштија во селекција, така што имаше една фама која се дигна околу филмот, кој во 2019 најпрвен бил инициран како инсталација, односно во прашање и фотомонтажа на, условно кажано, енциклопедија на културолошки достигнувања на црнците во САД, односно афрофутуризам имаме во игра во овој филм, односно збогатен со индекс на референции, односно тамблер за нови генерации, ако повеќе би сакале. Така што се крши формата во ова дело. Потоа би го напоменал By Design во режија на Аманда Креймер со Джулиет Луис и Удо Кир во главна улога, во кој една жена го заменува незиното тело со столица, значи американски надреализам ќе гледаме. Очигледно дека и без разлика на губитокот на Дейвид Линч, колку и да говориме за значењето на неговото дело, најмногу ќе се забележи во филмови како By Design и ред други американски надреалистички филмови, каде играл Линч со неговиот абсурдизам врвно влијание бил за овие остварувања и водилка бил за креирањето на нивниот израз, што може да се забележи во оваа творба и не знам дали за секого е хуморот во ова дело кој се пропагира, меѓутоа е доста линчевски пред се. Mad Bills to Pay or Destiny, кекно сој мало, ако повеќе би сакале, се извинувам, Жоел Алфонсо Варгас е авторот кој што стои зад него, се базира на краток филм за 19 годишно момче кој што продава на самата плажа, кој постепено си го упропастува животот, односно гледаме еден социјален реализам, полн со музика, полн со ритам, кој нема порасна со неговиот татко, ама сака девојката да му го одгледа неговото дете, нема некоја амбиција и пари, меѓутоа прикажува животот на еден лик од Бронкс. Потоа Обекс во режија на Алберт Бирни, во кој што еден геймер ја открива играта Обекс, која смета дека се помешува со реалноста во овој научно-фантастичен филм, кога исчезнува неговото куче. Кели Хернандес во глуми во него и само да напомнам уште два филма од оваа селекција кои се издвоија оваа година, Reigns Over Babel во режија на Гала Дел Сол, односно колумбиско-американско-шпанска копродукција, филм кој треба да биде збирање на една модерна вавилонска кула во која ликовите ќе бидат искушени на повеќе рамништа, кој има дистрибуција од Latido Films, и Zodiac Killer Project во режија на Чарли Шеклтон, кој не успеал да сними документарен филм за Зодијак, не успеал да ги добие правата на книгата кој што сакал да се базира на него, меѓутоа снима филм за снимањето на филмот со нарација која што ја води во континуитет. True Crime има секаде, ама овој филм ги посочува тропите на жанрот со помош на B-roll, употребата на музиката,
како станува културолошка обсесија и овој филм е убаво поигрување како се прави всушност true crime документарен филм и како се водат емоциите на гледачите, со тоа што има и спотка како се снима филм за Зодијак кој не можел пред се да го сними, така што ова е интригантен начин на пристапување на работење на убиствата на овој енигматичен убиец од минатото на САД, за кој што дури и Финчер реализираше еден проект кој што е рефериран во Zodiac Killer Project. И за самиот крај ја издвојувам за мене најзначајната селекција на Sundance секоја година, односно Midnight селекцијата каде се прикажуваат исклучиво хорор филмови, односно тоа се хорор филмовите кои имаат високи естетски норми, кои до крајот на годината надолго и на широко ќе се говори за нив, со надеж дека AFC во соработка со Shudder би ги откупиле повеќето од нив и би биле достапни за да може да ги погледнеме. Се прикажуваат, мислам дека околу 9:30 започнуваат со прикажување за да може да завршат до полноќ, иако минатото буквално биле полноќни прикажувања, меѓутоа со поместувањето на животот во денешницата се поместува и прикажувањето на овие филмови. Составен дел од оваа селекција се Dead Lover во речење на Грейс Кловицки, канадски филм. Ова е режисерката на Бугер, која што прави една незина модерна комична интерпретација на Франкенштейн, каде се заљубува протагонистата во мртвиот сакан, кој го реанимира за да бидат повторно заедно. Потоа Didn't Die во режија на Меира Менон, хорор филм во манирот на Ромеровиот Night of the Living Dead, меѓутоа работен црно-бела техника, меѓутоа помешан со драмедија за една подкастерка која што дамити сакала да биде популарна за време на зомби апокалипсата. Секако тука ќе го напоменеме и Опус во режија на Марк Антони Грин. A24 веќе ги добија правата за дистрибуција на овој филм за новинарка која што оди во имотот на една исчезната поп звезда. Џон Малкович ќе оглуми овој лик кој што е харизматичен поп артист, меѓутоа Ајо Едебири, ако се сеќавате на една од готвачките од The Bear, таа ја има главната улога која ќе биде новинарката која сака да дознае за скриените тајни на овој поп изведувач. Потоа Rabbit Trap се наоѓа во оваа селекција во режија на Брин Чейни, односно филм од Обединетото кралство, продуциран на Spectrovision, односно од Elijah Wood, во кој што глумат Дев Пател и Роси Макгивен, пар кој ќе на музичари кои ќе поместат камења во покрај колеба во Велс во 1976 година, кои наводно представуваат некако вид на ритуален обред за самовилите од тој реон, односно тогашни музичари кои што по поместувањето на камењата ќе бидат посетени од едно дете кое ајде да речеме дека е одменик, односно changeling, ама можеби и не е, кој што ме поканет во домот, се разбира дека нема да одбие да ги напушти пред се. Така што нема дозволеност да ги напушти, ќе продолжи да биде да ги демне. Така што опрашање е фолк хорор филм снимен на 35 мм филмска лента со фетиш кон ретро уредите, меѓутоа се жалеа критичарите дека фалело повеќе месо, фалело повеќе содржајност да ги поврзе пред се со ликовите и болката која е распространета помеѓу нив, кој се надевам дека ќе биде посодржаен во токсичната врска која што бија имале Дейв Франко и Алисон Бри од страна на објективот на камерата, не зад неа, во филмот Together во режија на Майкл Шенкс, кој треба представува бади хорор, кој е дистрибуиран од Неон и еден од најизвиканите филмови за оваа година на фестивалот. И за крајот на Midnight селекцијата ги издвојувам Touch Me во режија на Адисон Хейман за авторката на Хипохондријак, кој беше нејзиното деби остварување. Вториот филм исто така е подеднакво чуден, каде во едно пријателство исполнето со завис се вметнува еден вонземјанин кој може би или може би па нема желба и намера да завладее со светот, и еден од поекстремните филмови на
Sundance ова година е The Ugly Stepsister во режија на Емили Бличфилд од Норвешка. Shudder веќе ги купија правата за овој филм, еден периодичен боди хорор филм кој е хорор итерација на Пепелашка. За самиот крај да напоменеме неколку од наградите кои беа доделени во рамките на овој филмски фестивал, односно од наградата за најдобар филм во американската драматична селекција ја доби Атропија од Хейли Гейтс, односно филмот за глумењето на воен затвор, а американскиот документарен филм кој што беше награден беше Сиц во режија на Британи Шайн, за кој што многу не се говореше во овој фестивал. Од светската драматична селекција беше награден Кактус Пирс во режија на Рохан Парахусрам Канаваде, и документаристиката од светски рамки беше награден Cutting Through Rocks од Сара Каки, се извинувам, и Мухамед Дареза Еини. Кратката селекција, немам никакви дополнителни информации за филмовите, освен тоа дека е награден филмот The Flower Stand Silently од Witnessing од Теос, извинувам, Панагополос, а во рамките на наградите од публиката, во драматичната селекција беше награден Twinless на Джеймс Суини од Америка, од американската документаристика Andre is an Idiot од Тони Бена, од светската драматична селекција награден беше DJ Ахмет на Георги Унковски, од светската документаристика награден беше Prime Minister од режија на Мишел Валше и Линдси Удс, од Next селекцијата награден беше East of Wall од Кейт Бикрофт, и секако дека имаше голем број на технички награди, односно награди за режија, сценарио и монтажа, така што од најдобра режија од САД беше во драматуршката селекција за Рашад Фред од Рики. Perfect Neighbor беше награден на режисерката Грета Ганбир за најдобра режисерка во документаристика. Од светската драматургија беше награден Алиреза Катами за The Things You Kill. Најдобра режија во светска документаристика Чернов за 2000 метерсту Андривка. И секако има неколку засемни награди, како што е World of Salt наградата за сценарио, која доби Ева Виктор за Sorry Baby, и монтажерската награда Джонатан Опенхайм за документаристика за Паркер Ларами на Andre is an Idiot. За најдобра иновативна награда, односно во Next категоријата ја доби се разбира за The Killer Project во режија на Чарли Шеклтон. И има неколку специјални награди од жирито кои ги издвоја, кои сметам дека треба да бидат напоменати. Една од нив е во драматичната селекција за ансамбл, односно тоа е ансамблот на Plainclothes, потоа во американската драматична селекција за глума ја доби Дилан О'Брајан за Twinless, во документарната селекција специјална награда доби од жирито Life After од Рид Девенпорт, и за сторителинг, односно за прераскажувачка димензија на документарниот филм, специјална награда доби Селена и Лос Динос на Изабел Кастро, а додека пак од светската категорија, односно светската селекција на документарната селекција доби наградата од жирито Mr. Nobody Against Putin од Дейвид Боренстин, а како најдобра награда за најдобар документарен филм од светска селекција са Слободан на израз ја доби Coexistence, My Ass на Амбер Ферс, и секако од светската драматуршка селекција жири наградата за креативна визија ја доби Георги Унковски за DJ Ахмет. Од истата таа селекција за најдобро сценарио специјална награда доби Two Women на Клоe Робишо и Кетрин Легер. И Next, односно селекцијата, специјалното жири го награди ансамблот на Mad Bills to Pay во режија
режија на Жоел Алфонсо Варгас. Така што имаме домашен филм кој се сакети со 2 значајни награди на еден од 4 најзначајни филмски фестивали на денешницата во годината, така што тоа е едно енормно достигнување кое што треба да не прави горди сите ние кои што живееме тука, и овој успех мислам дека ретко кој може да го засени во текот на оваа година и демонстрира што значи уметноста во светски рамки, која е моќта која ја поседува за промовирање на една култура надвор од рамките на нашата држава и давање до знаење на светот дека и ние имаме автори кои тоа како знаат и умеат со нивниот филмски израз да придонесат на збогатување на филмската, модерната пред се филмска историја. Така што ова е огромен успех на Унковски за домашниот филм и пред се докажува дека и тоа како имаме квалитет кој треба да се негува и треба да се поддржува во рамките на оваа држава и да се инвестира пред се во секое дело кое што е амбасадор на културата на нашата држава и пред се да се промовира и пишувањето и говорењето за овие филмови кои што сметам дека е задолжение кое мене ми е како само зададена задача да го исполнам и со текот на овие емисии се надам дека тоа го правам. За самиот крај на емисијата слушаме 2 композиции од новиот албум на Амен, ова е италијански авангарден бенд, односно ќе слушаме композициите Бриндизи и Магија, односно тие се наоѓаат на нивното студиско издание кое гласи Ардженто. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 600-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ни од смртта, ни од животот. Добра ноќ и пријатни кошмари.